Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 17-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што денес ќе ви говорам за една комична пред се ТВ серија, која детално ги разработува незавидните ситуации во кои умее да заглави главниот лик, кој носи доста непресметливи одлуки, чијто последици му го згорчуваат неговиот живот на секое постојачко рамниште, на љубовно, на работно, на пријателско и на семејно. Едноставно серија која дава искрен поглед врз светот од еден муслимански миленијалец, кој се обидува да преживее под неоправданите обвинувања и генерализации кои што го демнат. Стана збор за ТВ серијата Рами, која минатата година имаше својата прва сезона, а пред неколку месеци беше објавена втората сезона, кај што подетално се запознавме со фамилијата на Рами. На почетокот на емисијата слушнавме две композиции од A Tribe Called Quest, односно слушнавме композиции кои што се составен дел од нивното прво издание The Low End Theory, односно оваа дружина составена од Q-Tip, Five Dog, Али Шахид Мухамед и Джароби Уайт, ги слушнавме со Excursions и со Verses from the Abstract, а во продолжение ќе ги слушнеме со What is Scenarios. Меѓутоа, претходно ќе слушнеме традиционално, како и во секоја емисија на ТВ 103, слушаме по една композиција од Rage Against the Machine. Денес наред дојде Down Rodeo, односно композиција од Evil Empire, и традиционално слушаме Rage Against the Machine заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе ги слушаме Rage Against. Доколку сакате да дознаете што точно му се случува на младиот Рами и зошто е несреќен во љубовта, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 17-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Рами, односно Рами е драмедија, поточно амалгам на комедија и драма, серија која започна да се емитува на Hulu на 19 април 2019 година, а втората сезона се емитуваше на 29 мај 2020 година. Создавачите на серијата се Ари Кечер, Рајан Вилч и самиот Рами Јусеф, кој глуми лик со кој многу добро е запознаен, затоа што представува син на доселеници бегалци од Египет, кој се обидува да ја најде својата среќа и спокој во денешна Америка. Меѓутоа, покрај тоа што во САД постои генерализирачкиот поглед дека сите муслимани се терористи, кој повеќе, кој помалку, постои една стигматизација дека тие се отпадникот, односно негативецот на општеството кој постојано е антагонизиран. Поради оваа генерализација многуми настануваат и колатерална штета, кои се оквалификувани со овие ознаки, како што е нели случајот со самиот Рами, кој покрај на отсрнувањето од заедницата која што го добива, самиот умеа да се биде собствен најголем непријател, затоа што лутен из животот, тропнувајќи на секоја погрешна врата, што е плодно поле за западнување во комични ситуации во оваа серија. Бев запознаен за емитувањето на оваа серија, меѓутоа не почувствував некоја си потреба за нејзино гледање, затоа што со тек на време заборавив да и посветам внимание, а и медиумите не беа нешто настроени да ми ја експонираат. Па затоа кога се појави втората сезона и кога слушнав интервјуа на Рами на подкастите кои што секоја недела ги следам, се одлучив да ги дадам шанса и воопшто не зажалев за таа моја одлука. Пред се ги погледнав двете сезони одеднаш и ги изгледав за неколку денови, затоа што епизодите делуваат како сладки колачи, мали се, сочни се, додека се освестите дека ги јадете, веќе имате изедено целата бомбонјера. Затоа ќе ви говорам за двете сезони како целина, иако акцентот ќе биде ставен на актуелната, односно на втората сезона. За методот на објавување на епизоди на Hulu ви говорев минатата недела, кога на долго и на широко ја обясни програмската шема на стриминг сервисот, која што
ви говорам за четврта серија од овој сервис кој што е анализирана во текот на емисијата. Тогаш треба да ви стане јасно дека не само што ми се допаѓа нивниот принцип на вистинско емитување на стриминг серија комплетно во еден ден, туку и критериумот на избор на материјалот и тоа како ми се допаѓа, односно нивната селекција на драми, комедии и хорор остварувања, барем од тоа што јас го имам погледнато. Добивањето на Златен глобус на Рами за неговата улога и неколкуте номинации за Еми се само дополнителна потврда за квалитетот кој пред се го поседува оваа серија. А во серијата стана збор за Рами, кој е прва генерација од поколението на доселеници бегалци од Египет, кој расте во денешен Нью Џерси, кој мора да се справи најпрвин со многуте проблеми со кои се соочуваат тинејџерите во САД, по бомбардирањето на кулите близначки, а потоа детално продираме во проблемите кои се однесуваат на египетската муслиманска заедница, кај што постојано е ставен на тест на неговите морални и етички одлуки, иако е составен дел од генерација која е убедена дека се е дозволено и нема да страда од последиците на собствените одлуки, меѓутоа по се изгледа колоквијалниот след ќе го научи на потешкиот начин. Уште од првата епизода забележуваме дека Рами ќе си има проблеми со љубовниот живот, затоа што заглавува со девојка која е сексуално ослободена и перверзна, многу повеќе отколку него. Тој е отпуштен од стартап компанија и родителите инсистираат да се вработи кај неговиот бујко Насим, кој е златар и сексист. Има една прекрасна coming of age епизода од првата сезона, кај што го запознаваме Рами за време на бомбардирањето во 11 септември, меѓутоа епизодата во која се обидува да биде гладен и чесен пред се на Рамадан е урнебесна до ранг на епизодите на абстиненција кој што беа составен дел од ТВ серијата Ентураж. Меѓутоа богатството за серијата се ботол епизодите за споредните ликови со кои што се комплетира мозаикот на семејството на Рами, како што е случајот со неговата наивна мајка која од досада од домот решава да биде таксистка, а за девојките на Рами и неговиот однос треба една посебна епизода да одвоиме, затоа што во првата сезона ќе се обиде да биде и со девојка која сака да се дрогира, средношколка која е ќе се предозира, но и најголемите проблеми доаѓаат кога ќе оди во Египет. Патишествие што треба да биде нели поврзување со татковината, родното место, фамилијата која што живее таму, традицијата, културата, но премногу ќе се сближи со неговата братучева во финалето на сезоната. Во втората сезона серијата се засилува со уште еден врвен актер, а тоа е Махершала Али, која презема улогата на Суфи Шейк, односно кој треба да биде духовен водич на Рами, кормилар на неговиот живот без компас, затоа што го гледаме подлегнувајќи на зависноста од порнографија и шеќер, додека е во депресивна фаза на почетокот на втората сезона, кај што неговиот вујко му дава пиштол за заштита, а да се разбереме, не му даваш пиштол на Рами. Со неговото религиозно пробудување во обид да припадне на исламските суфи, ги иритира и родителите и пријателите, сепак понесено добротворни цели и намери, се спријателува со Денис, војник од Ирак, кој има PTSD, кој му помага да работи како поправач како дрвар во самата џамија, што и да треба да може да санира. Ќе се адаптира, се разбира, но во мигот кога ќе ги слушне протестантите пред џамијата, ќе се активира неговиот PTSD и станува насилен во тој миг. Нов лик во сезоната е и кучето Бумер, кој имамот му го доделува на Рами за да научи што значи одговорност, додека тој не го загуби. Случајната средба со Мија Калифа за еден љубител пред се на порнографија се разбира дека ќе му побуди восхит и уште нешто друго плюс. А урнебесна епизодата за мајката на Рами во втората сезона, кај што таа се обидува да поднесе барање за станување на жител на Америка, што ќе го доведе до екстрема, следејќи пред се човек кој смета дека поднел поплака за незиното возење со лифт,
кој крајот на сезоната се подготвува и бракот со ќерката на имамот, што значи дека пријателите мора да го однесат Рами на стриптизерки, што е едно од најурневесните епизоди, посебно во среќниот крај кој што го има. А пред крајот на сезоната се запознаваме во една епизода подобро со таткото на Рами, која губи работата, и во една епизода е целосно посветена за вујкото и неговите потиснувања на хомосексуалноста, која излегува надвор од него како агресија. Втората сезона има повеќе ботол епизоди за членовите на фамилијата на Рами, за да се фрли светлото на останатите ликови со трагични животи, кои имаат своји камења за туркање на ридот. Втората сезона завршува со, условно кажано, калакурница која Рами ќе ја предизвика по првата брачна ноќ, со оглед на тоа што неговата братучетка доаѓа во сад да присуствува на свадбата, како да не е доволно комплициран неговиот живот и без неа. Да ја подсетам, ова е неговата братуче до Египет, за која што ви говорив за крајот на првата сезона. Во јули оваа година Hulu објавија дека одобрена е трета сезона, на моје големо задоволство. Пилотот од серијата за прв пат беше прикажан во киносала, ако ви се верува, на South by Southwest филмскиот фестивал, кај што беше дури и награден Рами со награда од публиката. А втората сезона остава поголем простор за членовите на фамилијата, го доведува пред се ликот на имамот во преден план и неговата ќерка, а Рами скоро и да станува спореден лик, затоа што го има во половина од сезоната, што е можеби подобро, затоа што доминираше во првата сезона, кај што имаше и флешбекови кон детството, но редно време беше да се запознаем и со останатите ликови, така што со нетрпение изчекувам на што ќе биде ставен акцентот во третата сезона. Втората сезона брои 9 епизоди со вметнување на време трајање пред се од 30 на минути и може да ја изгледате за 5 часа, во целост зборуваме, а насловите на епизодите се Баја, Can You Hear Me Now, Little Omar, miakhalifa.mov, Tririana Grande, Day, Atlantic City, Frankie in the Future, Uncle Nassim и You Are Naked in Front of Your Sheikh, кои што се насловите на епизодите, доста податливи наслови, така што се доволно евокативни да знаете што се случува во нив. Може тука да направиме една кратка музичка пауза. Имено во текот на емисијата ќе слушаме музика која што ја имаат компонирано Ден Ромер и Мајк Точилјо, односно тоа се композиторите кои ја создаваат музиката за самата серија Рами, односно и слушаме нивните композиции кои се од првата и од втората сезона. Така што во првиот сегмент ќе ја слушнеме пред се ќе ослушнеме изборот кој што датира од почетокот на сезоната, а во вториот сегмент ќе ја слушнеме втората. Така што слушаме музика од ТВ серијата Рами. Уживајте. Вие слушате Радио Каон 103, ова е 17-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Рами. Односно, во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за актерите и улогите кои што ги имаат пред се во самата серија. Односно, главната улога ја има Рами Јусеф, односно тој го знаеме од Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, од исто така и од ТВ серијата Мистер Робот. Рами го глуми Рами Хасан, односно протагонистот на серијата, миленијалец, односно американски муслиман, кој е во постојан конфликт помеѓу неговата верба и начинот на кој неретко е суден поради неговите животни одлуки од страна на членовите на фамилијата и пријателите кои секогаш наоѓаат за примерби кај него, односно секогаш има совет да му дадат кој Рами успева да го упропасти и Рами не баш има среќа со девојките затоа што или се попромискуитетни за негов вкус или пак што се однесува до изборот кој што го прави или па премногу се повлечени, така што не е ни чудо што ќе заврши помеѓу нозите на неговата братучеда.
со која единствено успева да воспостави некаква искрена корелација, само што има нешто како инцест што стои помеѓу нив. Така што треба внимателно тука да се однесува Рами што прави и што не. Така што има доста несреќен живот во поглед на љубовниот план, меѓутоа Рами се обидува да да најде некаков си човек кој што ќе го разбере и пред се ќе стапи во контакт со него, ќе биде поблизок. Покрај него глуми и Мохамед Амер, кој што го знаеме од Крашинг. Тој е Мо, односно пријателот на Рами, кој води ресторан, кој секогаш има некој неприменлив совет да го сподели со Рами. Покрај нив глуми и Хиам Абас, односно тој го знаеме од ТВ серијата Succession, од Blade Runner 2049, од The OA ТВ серијата и од Мюних. Таа ја глуми Мајса Хасам, односно мајката на Рами, која започнува да вози такси и да поднесе барање за американско државјанство. Таа го кажува тоа што е на ум, тоа и на друм. Така што често навредлив е незиниот говор за околината, со која не е баш добро запознаена како функционира, така што ќе си има многу проблеми со незините гласно искажани ставови кои што ги споделува со околината. Дейв Мерхеје, кој глуми во Криминал, односно во Become Vengeance, го глуми Ахмед, пријателот на Рами, кој е доктор, наводно семеен човек. Покрај нив Амр Векед, актер од Луси, од Геосторм, од Сиријана и од Contagion, го глуми Фарук Хасан, односно татото на Рами, кој во втората сезона го отпуштаат од работа, кој се срами да ја признае на сопругата дека има добиено отказ. Потоа ја имаме Мајк Каламави, која што глуми во The Long Road Home и во Thursday. Таа ја глуми Дейна Хасан, односно сестрата на Рами, која, иако има завршено училиште, незините родители уште ја третираат како мало девојче, што не е случај во односот кој што го имаат со Рами, па затоа таа често се буни на тој третман со двоен стандард во поглед на незиниот брат и од страна на родителите, кои дозволуваат да се врати дома Рами кога сака, а таа не сака да го прекрши нивниот збор и да се избори за собствената слобода, па затоа најчесто и е жртвата во фамилијата. Покрај неа глуми во серијата и Лајт Накли, односно него го знаеме од ТВ серијата од 24, потоа глуми во одличниот хорор Swallow, глуми во 12 Strong, во The Long Road Home. Тој е вујкото на Сим, односно вујкото на Рами и Дейна, братот на нивната мајка, кој има продавница за накид, кој го вработува Рами да работи кај него. Пред се е сексист и антисемитист, кој исто како и неговата сестра нема филтер на неговата уста и каде и да оди си создава непријатели со аверзијата која ја шири со своите искази, иако секој ден работи со евреи. Во текот на втората сезона дознаваме од каде пред се понира неговата фрустрација со оглед на тоа што уште си нема признаено на себе си за неговата предсе сексуална определба и фрустрација која што се развива од истата. Стиви Уей го знаеме од Непотизам ТВ, односно тој го глуми Стив, долгогодишен пријател и соработник на Рами. Тој се спријателува по нападите на 11 септември со Рами, со оглед на тоа што Рами е постојана жртва на обвинувањата од соучениците поради неговата религиозна определба и етничка припадност. Сцената во хотелот во Атлантик Сити на ергенската забава говори до каде оди нивното пред се пријателство. Махершала Али, кој го знаеме од Green Book, од True Detective, од Moonlight, од Hidden Figures, тој го глуми шејкот Али Малик и е имамот кој се назначува за духовен водич на Рами, кој се обидува да го изведе на правиот пат, му дава куче за да се грижи за него, па дури се согласува да ја венча неговата ќерка за Рами, додека Рами не го разочара и согледа дека
е непоправлив и не може да му помогне да се најде себе си. Маме ја Боафо, која што глуми во The Blacklist, ја глуми Зајнаб, односно таа е ќерката на имамот, која треба да биде сопруга на Рами, додека Рами не ја изневери со неговата братучета. Потоа во серијата ја имаме и Розалин Елбеј, која што глуми во Diamond Dusty во Клабел. Таа ја глуми Амани, односно таа е згодната братучетка на Рами, со која се запознава во Египет. Најпрвен таму има сексуални односи, а потоа и кога таа ќе дојде во Сад и на неговата свадба. Се развива една долга љубовна врска помеѓу нив, која ме интересира како ќе реагираат родителите кога би дознале за неа и како што неговиот брат има фрлено око на сестрата на Рами во епилогот на втората сезона, би било интригантно да забележиме дали ќе има некаков дополнителен развој во контекст на оваа корелација. И да не го забравиме тука и Джеред Ебрахамсон, односно него го знаеме од American Animals и од Fear of the Walking Dead. Тој го глуми Денис, односно човек кој што учествувал во војната во Ирак и има PTSD, кој како чин на добра волја и помош, самиот Рами се обидува да му најде функција и позиција во џамијата, да демонстрира дека муслиманите знаат да бидат и од помош и да биде отворена нивната вера за сите припадници, сите кои што другите не им ја нудат таа помош, но безрезервно дело кое што и безусловно пред се дело кое што може да го приложи самиот Рами и да, таа можност ќе биде искористена од страна на Денис до тој момент кога неговото PTSD, односно неговиот шелшок не излезе на површина и самиот човек стане жртва на неговиот гнев, каде што ќе се пресмета физички со припадниците на противниците на подигнувањето на џамијата, тие што протестираат пред неа, каде што ќе настане една крвава пресметка. Така што има голем број на споредни ликови кои се разработени во текот на оваа серија, како што веќе напоменав, Рами е централната улога и функција ја има во првата сезона, меѓутоа во текот на втората сезона веќе се запознаваме и со голем дел на други членови на фамилијата во поддетално, така што самиот концепт на серијата се проширува и пред се ни дава поглед во од другите страни како се перципира животот на Рами и како пред се гледаат на себе си самите ликови во контекст на тоа што го посакуваат за себе и за него, така што секој си има своја, како што веќе напоменав, планина за искачување. Меѓутоа, сексуалните ескапади на Рами секогаш ќе бидат интересни, посебно со неговите пријатели во Атлантик Сити и секако неговите пред се продирање во рамките на духовниот свет кој што се коси со неговите телесни потреби, ајде така да ги наречем. Значи во тој конфликт се раѓа и комедијата во оваа серија. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, имено продолжуваме со прослушување на музиката на самата серија, односно музика која што е компонирана од страна на Ден Ромер и Майк Тучило. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 17-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Рами, односно во овој сегмент на емисијата сакам да ви потенцирам неколку од спецификациите кои што ги поседува самата серија, односно серијата нема драстична некоја си елаборативна најава и нема потреба од неа, заради тоа што има простор само за титул карта и тоа е сосема доволно за една комична серија која што трае 30 на минути. Во поглед на режисерите кои што работат на серијата, кои имаме Кристофер Сторер, кој што соработува со Рами на неговиот Рами Юсеф Филингс, потоа ја почнува сезоната и негов епилотот со вклучувајќи и 2 други епизоди. Потоа Рами има неколку епизоди во рамките на оваа сезона, односно
тие што преостануваат. Cherry and Dubs снима исто така две, која што ја знаеме од Америка, од Ozark, од The Sinner. Desiree Akhavan е режисерката на Miseducation of Cameron Post и Appropriate Behavior, која што ја режира епизодата за Вујкото, со оглед на тоа што сосема различни ликови има собствена епизода. Добро дојдено е различни режисери и режисерки да работат на нивно обликување, со што би се понудила различна палета во шаренилото на епизоди и секоја би имала свој изглед и свој удел. Покрај режисерите, музиката која што слушавме во целост од самата серија е на Ден Ромер и Марк Точилио, односно авторите на музиката на Wendy, на Skin, на Ациамбра, на Beasts of No Nation, како и на документарецот на Виктор Јаковлевски, односно Барут и Сјај, така и на Shot in the Dark, кои што секако дека акцентот го оставаат на електронската музика, која е збогатена со мноштвото на инструменти, затоа што Ден е мултиинструменталист, има ориентален призвук во одредени композиции и една мантра со Аллах, која се повторува, кај што можете да ја слушнете. На моменти има соничен саундскейп, кај што преминува амбиенталната музика која соодветствува задоловување на елегичност, а неколку од композициите имаат дури и нагласен ритам. Во поглед на сценографијата, фрламе пред се еден поглед во животот на бегалците од Египет кои што се селат во Америка, кои се вселиле пред се во Њу Џерси од сите места. Гледаме што се случува во џамиите со повремени посети на стриптиз клубови и болници и не секогаш во тој редослед. Дизајнерката на Hereditary, First Reformed и Beach Reds, Грейс Юн е задолжена за овој веродостоен приказ на домовите и храмовите. А во поглед на фотографијата и кадрирањето, директорот на фотографија на втората сезона е Клаудио Риети, односно тој работеше на Deep in the Darkness и Chilling Visions Five Senses of Horror, како и на Landing Up, кој знае да го погребе Рами кога не ги носи соодветните одлуки во животот во самиот простор, уме да го осветли секој мизансен, иако преферира да го долови ноќниот живот со своето лутање низ него од страна на Рами, така што впечатливо е кадрирањето и во глобализираниот Египет, што му дава една посебна визура дека нешто се крие во ноќта каде што се појавува Рами, така што Клаудио има направено неколку интересни потфати во поглед на прикажувањето на што точно да осветлува во самиот кадар. Во поглед на монтажата, Јоана Наугле и Метју Бурас го вадат максимумот од 30 минути одвоени на една епизода. Нема ниту еден залуден сегмент, затоа што ако нема комедија, има издржана драма во преден план, што е пред се успешна формула. Во поглед на костимографијата, со оглед на тоа што денешницата се опишува, треба да има облека која денес би се носела, на пример, во Њу Џерси, меѓутоа има и свештени лица кои си имаат своја одежда, а во Египет се носат истите брендови како што се носат во САД благодарение на глобализацијата. Во поглед на прашањата за и околу надприродното, него го нема, односно оваа серија се базира конкретно на настаните и случувањата во реалноста за и околу Рами. Поглед на хуморот и еротиката, хуморот е ефективен во оваа серија, кој не само што е изроден од неудобни ситуации во кои заглавува Рами, туку и во опасни реплики, како таа за тоа дали некој евреин умрел на 11 септември од страна искажана на Вујкото, а со оглед на тоа што Рами нема среќа со жените, не значи дека нема да се обиде да биде со нив, но нема експлицитно прикажување на сексуални чинови, освен во една естетизирана ситуација. Тоа што Калифа се појавува не значи дека е залудно нејзиното место во серијата. Во поглед на ефектите има специјални во прилог на тепачката која што се случува пред џамијата. Епизодата од детството представува свој виден флешбек во самата серија, а има и навраќање на младоста на таткото на Рами,
Slow motion нема потреба од употреба во комедија која цели на натурализам и ефективност во изведбата на репликите, така што не му треба на Рами да халуцинира, затоа што реалноста е доволно зачудувачка за него. Меѓутоа, успорувањето не би било нужно во поглед на комичните сегменти, меѓутоа може да се забележи некаде во драматичните, каде што треба да се умртви некој кадар, односно да се даде некоја секунда плюс за да се приложи пред се осаменоста која што има ликот заглавен во негативниот простор. Во поглед на жанрот, значи гледаме една драмедија, комбинација на мелодрама и комедија. Поглед на стилизираниот јазик се говори на арапски и тоа во голема мера за време на епизодите и се разбира на англиски. Односно американски со скршен гето сленг кој што го применуваат буквално сите заради тоа што сепак и Нью Џерси си има свој удел во растењето на ликовите. Поглед на недостатоците во втората сезона присуството на Рами е редуцирано, што остава простор за спознавање на споредните ликови. Се надевам дека таа одлука не се должи на незнаењето каде да се носи приказната за Рами, па се компензира со шареноликите членови на фамилијата и би сакал повеќе бурлесни ситуации во кои би заглавил Рами за да му тргам сеир искрено, како и повеќе сексуални ескапади и нема некои си значителни недостатоци кои што барем мене ми попречиле во уживањето од гледањето на серијата, едноставно би сакал поголема инвентивност во поглед на прикажувањето на комичните ситуации и да се нагризе како што во првата сезона знаеше да биде вујкото без перде на јазикот, така што би сакал да оди во што е можно поголеми екстреми оваа серија во поглед на континуитетот на епизодите, сродноста со Ентураж и Дейв е очигледно, што значи дека нема простор во епизодите за празен мод, иако оваа серија е помалку смешна од споменатите. Нема да ви досади серијата да ја гледате, ако и дадете се разбира шанса, затоа што тогаш кога успорува действието, доаѓа драматичноста на прецена површина. Во поглед на градењето на ликовите, пријателите не се детално разработени, како и малку светло се пушта врз сестрата на Рами, останатите и тоа како имаат простор со собствените епизоди за да ги запознаеме, што е одлична можност за да се прошири изгледот на самата фамилија која што ја има и подетално да се навлезе во нивната проблематика, поглед на интертекстуалноста и адаптацијата. Мислам дека видов Вутанг мајца некој да носи од ликовите во серијата, како што напоменав, се даваат коментари и на популарната култура со однос на тоа што каков парфем сака да носи мајката на Рами. Се разбира низ призмата на египетската заедница која што живее во Нью Џерси. Во поглед на атмосферата и гледливоста, веќе ја напоменав двојбата на комедијата и драмата која ја создава тонот, со која што се создава пред се тонот на серијата. Имено гледливоста е на највисоко можно ниво поради овој жанровски амалгам, а убедителноста е очигледна затоа што Рами си говори за хиперболизирано случување во неговиот живот, така што самата критика си ја дава на себе си со оглед на неговото однесување и интересно е да се погледне во контекст на тоа дека има многу малку серии кои што навлегуваат како што тоа го прави Рами во погледите не само од страна како е третирана египетската заедница, туку и како тие го гледаат светот, што е едно од најзабавните начела кои што ги поседува пред се оваа серија. Во поглед на епилогот, тој знае да биде трагичен и со оглед на тоа што Рами сака се да добие во неговиот живот, но наместо тоа завршува без девојка и без жена, затоа што не баш сите муслимани може да се пофалат дека поседуваат харем во нивните домови. Се разбира ако жените не се согласни и им го допуштат тоа, барем во денешницата. А разрешницата е моќна и ми се допадна, иако сум приврзан за Рами и сочувствуваме пред се со последиците кои што ги носи со неговите одлуки. Самиот е кројач на неговата судбина, не е таа предодредена. Во поглед на евалуацијата, поради квалитетот на комедијата, здравата конструкција на драматуршките чинители,
продлабочувањето на семејните релации на главниот лик и пред се воведувањето на новите ликови кои ќе создадат дополнителни компликации во животот на Рами. Серијата од мене има 9 од 10 и не знам како во третата сезона би ја надминала ова оценка, тоа сепак ќе му го оставиме на Рами Јусуф и се надевам дека ќе дојде до некои си инвентивни решенија со кои што ќе може да го направи тој подвиг. Во спротивно оценката ќе паѓа. Во поглед на како што напоменав дека веќе летото беше одобрена новата, односно трета сезона на серијата, која се надевам дека ќе ја добиеме наредната година и ќе можеме да се насмевнеме од се срце на лутањата низ животот на Рами во сите погрешни свиоци на животот. Загарантирано е продолжувањето на сагата со оглед на тоа што оставени сме со отворен крај, каде што буквално не знаеме што точно би се случувало во самиот живот на протагонистот, така што во опасни води завлегува Рами со крајот кој што го има на ова сезона. Со оглед на тоа што губи голем дел од тоа што го имаше на самиот почеток на серијата, меѓутоа има стекнато едно патешествие, има добиено нови сознанија за животот, кои што па се надевам дека ќе му бидат корисни во составање на некаква си подобра иднина од тоа што може да го гледаме. А до тогаш ќе уживаме во глупостите кои што ќе ги прави Рами во поглед на пред се на себе си и во незгодните ситуации во кои што ќе се најде воден, се разбира, од неговиот нарв. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на албумот Enter the Wu-Tang, односно 36 Chambers. Тоа е деби остварувањето на колективот кој што ни доаѓа од Staten Island, односно станува збор за Wu-Tang Clan, албумот од 1993 на кој што ќе слушнете гласовите на Рза Газа, Older T Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspector Deck, You God, Masta Killa и Кападона. Односно, ова е екипата која што стои зад работењето на ова опасна групација, која ќе слушнеме со Bring the Ruckus, ќе слушнеме Shame on a Nigga, Wu-Tang Clan and Nothing to Fuck With и Protect Your Neck, доколку имаме време, се разбира. Јас ќе го затворам 17-тото издание, кое што ви имавте можност да го слушате на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на Рами. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.